Председателе, на што се должи оптимизмот дека и пред самитот во Загреб може да добиеме позитивен одговор од Европската Унија и дали верувате вие во гаранциите на францускиот председател Макрон дека сигурно методологијата ќе се дознае некаде околу март? Јас сум умерен оптимист. Не сум радикален оптимист и од председателот Макрон не добивме 100% гаранција дека ќе има позитивна одлука до Загребскиот самит. Имавме гаранција дека ќе биде донесена методологијата што е можно побрзо. Тоа значи до март најдоцна. Значи во тој дел можам да бидам или да бидеме скоро сигурни дека така и ќе се случи. Се понатаму е политичка одлука. Ако имате организација во која има 28 земји членки, можно е секој од нив да испорача некакви сопствени барања, особено имајќи во предвид дека во меѓувреме, значи од 18 октомври, од последните одлуки на Европскиот совет до, не знам, до нашите избори или до април, до мај, има еден поприличен временски период, се може да се случи, меѓутоа јас се надевам дека ситуацијата ќе биде како сега, а сега нема дополнителни барања. Европа и Макрон тоа го кажува јавно, побара време за себе, за нив, да може да ја устројат подобро методологијата за прием на нови членки, а не вели дека вие имате дополнителни некои услови кои треба да ги исполните за да бидете земја членка. Така што остануваме во чекање сега да видиме Европската унија колку брзо ќе се преустрои самата внатрешно во однос на ова многу битно прашање. Ние сме сега на дневен ред, меѓутоа тоа е многу битно прашање и за нив, затоа што не сакаат повеќе да примаат земји членки кои не се доволно подготвени за членство. И знаете, има неколку негативни искуства и од постарите земји членки кои не се на нивото на просекот на Европа, да речем, и во демократијата и во економијата. Дали разговаравте со председателот Макрон за разделување на пакетот, за одвојување на Македонија и Албанија? Знаете, јас постојано велам дека мојата задача како председател на оваа земја е да објаснувам за нашите постигнувања и да се интересирам за нашиот случај. Инаку точно е дека председателот Макрон ме праша неколку пати во тој разговор какви би биле евентуалните последици од евентуалното раздвојување, како тие го нарекуваат декаплинг. Јас му реков дека она што е неспорен факт познат и за македонската јавност е дека сите релевантни албански политичари и албански политички субјекти во Република Северна Македонија, вклучително и оние кои се на највисоки позиции во владата, вклучително и господинот Бујар Османи кој е задолжен за евроинтеграциите, имаат јавни изјави дека ако тоа евентуално се случи, тоа не е наша желба, тоа би било евентуална одлука на Брисел, тогаш ние не би требало да бидеме казнети или ставени во иста позиција, затоа што целиот процес е заснован на исполнување на критериуми. Ако е тоа така, а ние испорачавме се, дајте им на оние што испорачале се, тоа што го заслужува. Ако другите не испорачале, ако е тоа ваша проценка, тогаш работете со нив на индивидуална основа. Че ме прашуваше, јас мислам дека не е тоа само моје мислење, не е само мислење на етничките албанци политичари во оваа земја и на власти во опозиција. Мислам дека е генералната проценка дека ако се отворат преговори само со Република Северна Македонија, дека нема да настане потоп на Балканот. Така што и конечно мене ми се чини, ама тоа е работа која тие треба да ја решат. Она што го направи германскиот Бундестаг во однос на Република Албанија, мислам дека е можен излез од ситуацијата. Ако они имаат меѓу себе разлики, очигледно имаат во однос на тоа раздвојување или нераздвојување, германскиот Бундестаг вели да, отвараме преговори и има неколку предуслови кои во меѓувреме треба да се исполнат, но формална одлука да се донесе за Република Албанија исто така. Председателот на собранието не се согласува со мислењето што беа меѓу нив и вашето во однос на тоа кога ќе се само распушти собранието повторно да се свика во однос на евентуален проблем ако би настанал со ратификацијата на протоколот. Можеме, предлагам да не навлегуваме во понатамошни правни експликации, кој е поголем правник и кој е поголем правен познавач. Предлагам да дојде прво таа ситуација. Ако дојде воопшто во тој период кога ќе бидеме ние со распуштено собрание, да дојде последниот сигнал од Шпанија дека тие завршиле својата работа, па ние сме сега наред, бидејќи знаете на крајот на процесот, после сите ратификации и ние треба да го ратификуваме тоа пред да го однесеме во Вашингтон, да го депонираме тој меѓународен договор во основа. Предлагам ако дојде до таа ситуација, моје предвидување дека нема да се случи таа ситуација. Меѓутоа, дај Боже да се случи, па да разговараме за една убава работа. Дали ќе се собираме повторно за да ратификуваме
но и да не се собираме, важно е дека во тој момент 29 земји членки на НАТО алијансата веќе ќе имаат кажано да, ќе биде тоа само техника дали ќе се случи овој ден или следната недела. Што не мислам дека е тоа големо политичко прашање, уште помалку политички проблем. Јас би сакала уште едно кратко прашање околу Франција, ако може. Да. Како ги коментирате вие изјавите на францускиот амбасадор Тимонија кој што вели дека треба да се погрижиме повеќе за реформите во правосудството? Како нормална заложба на еден европски амбасадор кој сака да ни укаже на фактот дека тоа е веројатно најтешкото поглавје за преговарање. Знаете што, ние во овој момент е неспорно и за Тимонија. Ја разговарав со него неколку пати и повраќањето му. Значи неспорно е дека во овој момент формално правно ние немаме друг предуслов. Немаме. Но исто така на сите ни е јасно, не само на Тимонија и на вас и на мене, дека кога ќе стартуваме со преговори, тоа секој пат се случува со поглавје 23, владење на право, правна држава, дека тука заглавуваат најголем дел и од оние кои порано преговарале, а сега членки и оние кои сега преговараат. Што тоа е еден комплекс на прашања кои се практично фундамент на секоја демократија. И он претпоставам тоа му е идејата, сака да каже со време подготвувајте се особено за оваа област, не дека другите не се битни, затоа што тука можете да изгубите најмногу време. Немој да заборавите. Црна Гора преговара 7 година. Преговара, меѓутоа 7 година преговара со Европската унија. Србија во својата 5-та година од преговори, што е многу долг процес. И на овие поглавја бившите комунистички држави најмногу губат време. Претпоставам тоа е мотивот. Македонија има отворена покана за зачленување во таа Евроазијска унија. Вчера премиерот Заев упати отворена покана до руските бизнисмени, компании да влезат на македонскиот пазар и да инвестираат тука. Како гледате на оваа отворена покана и на целата таа ситуација? Дали тоа не е алтернатива некоја? Тоа се две работи, овие што ги спомнуваш во прашањето, тоа се две работи кои немаат врска една со друга. Зашто? Добро е што упатил повик премиерот, сите ние треба да упатуваме повик до сите странски бизнисмени да инвестираат во нашата земја. Инвестирањето и евентуално денешно и идно на руските компании, на кои имаме и до сега руски инвестиции, не значи дека ние сме некомпатибилни со европското законодавство или дека тоа може да биде пречка за нашето приближување или преговарање утре и членство во ЕУ. Евроазијската економска унија е сосема друга работа. Србија потпиша неодамна и веќе има сигнали од Брисел дека тие две работи, Европската унија, преговори и членство, утре за утре, и Евроазијската економска унија не се компатибилни. Бидејќи има правила во економските делови кои пропишуваат како треба да се однесувате уште како кандидат кој преговара на заедничкиот европски пазар. Правилата на Евроазијскиот економски се други. А особено она што е неспорно од правен аспект, тоа го кажуваат сите правници во Европската унија, оној момент кога ќе станете членка на ЕУ, значи оваа транзициона ситуација и доека преговараш и може да се толерира некако. Меѓутоа кога ќе станеш членка на ЕУ и формално членка на заедничкиот европски пазар, не смееш да бидеш во Евроазијската економска унија. И тоа нашите српски пријатели го знаат. Но во меѓувреме решија така да го направат. Јас не мислам дека ние треба да аплицираме за членство во таа Евроазијска економска унија, но мислам дека треба уште поинтензивно да соработуваме на билатерална основа со сите држави во светот, вклучително и со членките на таа унија. Во тој обид за интензивирање на руските инвестиции во Македонија, имаме и повик од Соединетите американски држави за санкции, економски санкции кон Русија. НАТО земјите се одзваа на тој повик. Ние сме опружени со НАТО земји, како треба да действува Македонија, да го прифати тој повик или да си имаме своја политика, свој став и одговор. Знаете, одлуката нашава држава да не воведе санкции по барањето на Западната алијанса, каде што практично сите воведаа санкции кон Руската Федерација, таа одлука е донесена пред неколку години. Што не е оваа влада, дури не само јас како претседател, тоа го затекнавме као ситуација. Примарните мотиви или резони позади таа одлука тогаш, мислам дека држат и денес. Ние сме економија во развој, имаме крупни економски потешкоти, се мачиме да постигнеме повисоки стапки на раст, се уште го немаме консолидирано тој дел од нашето општество и мислам дека санкциите кон Руската Федерација може да делуваат прилично негативно на македонската економија. Значи, додека не станеме полноправна членка и тогаш кога ќе мораме навистина комплетно да ги преземаме сите обврски во било која област, мислам дека можеме да си дозволиме да го задржиме ова ниво на извоз пред се во одредени области кон Руската Федерација, бидејќи тоа навистина помага за стабилизирање на нашиот буџет. Кога ќе станеме членки на едната, а особено на другата организација, на Европската унија, која за разлика од НАТО има заеднички европски пазар, мислам дека ќе немаме избор, ама тоа е се уште далечна иднина.